Сега во името на нашето здружение, Животот е повеќе, за уште едно предавање, уште едно, се надевам да не е уште едно, туку уште нешто многу важно, со темата како доаѓа Бог во твоето срце, како секогаш, сакам да кажам, имаме книги, кои што се таму и се бесплатни, кои сака нешто да бара, да најде нешто што го интересира. После имаме дружење, значи можеме да порачаме кафе, чај и сето тоа. И важно е да се дружиме, да имаме разговори, прашања и сето тоа. Значи после можете да останете, да поминиме уште понатаму добро. Тука гледам дека има ветување, ако ќе издржите до крај, има и нешто убаво за јадење. Значи награда мора да има за издржливоста и што дојдовте во вакви временски услови, значи голема пофалба. Да ви кажам. Окей. Марин, дали имам се кажано? Ја? Окей. Ако не, после ќе ми текне уште. Овие што не ме знаат, јас се викам Александар Глајс, јас сум од Германија, дојден пред 25 години, живеам во Битола веќе и го делам битолскиот живот со сите вас, до некаде барем, до некаде. Okay. И мене ми е важно и на многу тука присутни луѓе им е важно да помагаме во тоа нашите пријатели, блиски, собитолчани, да им помогнеме да разбират нешто повеќе за верата во Бог, во Исус Христос и можеби конкретно да споделиме и некои наши лични искуства, ама воглавно да споделиме нешто од Светото Писмо, од Библијата, Светото Писмо, затоа што тоа е начинот како Бог ни зборува, или најважниот начин како Бог ни зборува. И така денес ќе имаме повеќе пак читање стихови од Светото Писмо. Тоа е се. Без Светото Писмо Алекс, говорникот, нема ништо да каже. Ja? Може би ќе каже нешто, ама не можете да знаете дали е вистина или не. Океј. Значи, јас се надевам да дојдовте денес делумно, барем од некои егоистички причини. Океј? Егоистички причини. Тоа ест дека се надевате или очекувате нешто суштинско важно да сознаете за вашиот живот. Тоа е добар егоизам. Ja? Има нови анкети, например, во Германија. Таму уште само еден многу мал дел од населението очекува нешто суштинско од верата во Бог или верата во Исус Христос. Значи, луѓето таму има тотално изгубено надежта дека тоа христијанството или верата во Исус Христос има нешто да им каже што ќе прави некоја позитивна разлика во нивниот живот. А ние тука на некој начин протестираме против тоа и велиме не, баш обратно е. Ако го сваќаш сериозно Светото Писмо, и ако го сваќаш сериозно Исус Христос, тогаш ќе се случуваат и можат да се случуваат најсуштинските работи, придонеси за нашиот живот. Значи, можеме да кажеме и ова едно протест, како се вика, протестирање тука, против таа безнадежност или против тоа неочекување. И така нашата тема, како доаѓа Бог во твоето срце, баш удира во срцето на тоа прашање или на таа тема, затоа што суштинско нешто ќе се случи во нашиот живот само ако ова ќе се случи. Ако Бог навистина доаѓа лично во моето, во твоето, во вашето срце. И сега веднаш се прашувам, Бог во моето срце
Бог во твоето срце, дали воопшто би сакале да го имаме таму? Интересно прашање. Ja? Вие ги знаете вицовите. Дојдете ниеднаш на ниедно кафе. Така, окей, покана, проформа, ама подобро да не доаѓате. Затоа што, да не дојдете, затоа што во суштина не сакаме да го имаме дома кај нас. А понекогаш имаш некој за гостин, окей, еден час ќе издржиш. После сиктер кафето, нели, ќе се радуваш дека тој си заминал. А ова тема налага дека Бог би сакал да дојде не како гостин, туку да дојде и да остане за секогаш. За тоа се работи. Сега е прашање дали ние тоа го сакаме. Значи Бог во моето срце. Тука имаме како доаѓа Бог во моето срце. Значи, не сакам да кажам со тоа, Бог е во сите нас. Бог е во сите нас и само треба да го откриеме. Ние сме нешто божествено, ние сме дел од Бог и Бог во нас да го откриеме. За тоа не зборувам. Значи, ние сме Божи созданија, секој од нас е создаден во Божи лик и со тоа е многу вреден, многу големо достоинство има, ама не сме богови ние. Ниту криени, ниту заборавени богови, туку ние сме Божи созданија, а не богови. Исто така, кога зборуваме за срцето, не зборувам за пумпата тука, натре. Ja? Убаво што имаме срце, што пумпа, цел живот пумпа, и се надевам да функционираат уште многу долго нашите пумпи. Ja? Биолошките пумпи, што Господ ги создаде во нас. Знаете, еднаш еден мој познаник сериозно ми кажуваше дека некој рано христијански маченик им рекол на луѓето: Исус е во моето срце. После го отепале, па му го извали срцето, го отсекле и внатре во срцето замисли со златни букви пишано Исус. Јас ништо не кажав тогаш, ама тоа се бајки, религиозни приказки, окей? Не зборуваме сега на тоа ниво, кога Бог сака да дојде во твоето срце, зашто станува збор. Например, ова е еден цитат каде што самиот Исус Христос го вели ова. Еве, стојам на вратата и чукам. Значи, тој е натвор. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Зборуваме за ова. Тука е, сликовит начин. Ама јас сум дома и некој стои надвор на вратата и чука. И тој некој е самиот Бог, самиот Исус Христос. А тој е надвор, а јас можам да одлучам дали ќе отворам или не. Клучот, одлуката е на мојата страна, а тој сака да влезе и види што вели. Јас чукам и викам, и ако некој го чуе мојот глас и одлучи, ќе ја отворам вратата, што ќе прави? Ќе влезам при него и ќе вечерам со него. Тоа значи, ќе имам заедништво со него. Понекогаш ќе каниш некој на вечера и тоа не е тој да не умре од глад, туку да се дружиш со него, да имаш вечерата, заедничкото јадење е повод да споделиш нешто, да кажеш како си, да се интересираш, да имаш заедништво, да има еден личен однос преку или над една чинија полна со убава храна. И тој го ветува тоа, сакам да имам заедништво со тебе. Јас сакам да влезам кај тебе и сакам да имам заедништво со тебе. Значи срцето, што е тоа срцето?
Срцето е некако нашата централа, командо централата. Можеме да кажеме белата куќа на твојот живот или кремлинот на твојот живот. Таму каде што тој што седи или во колата, возачкото место, таму се донесуваат одлуките каде оди патот. Срцето, може би тоа не е толку јасно дефинирано, таму си ти, вистинскиот ти. Значи, твојата личност, твојата свест, твојата волја, што сакаш ти, твоите вредности, што мислиш ти за едно и друго, што ти е тебе важно, твоите желби и твоите амбиции, сето тоа таму делува од таа централа и од тоа излегува твоето живење. И понекогаш велиме од се срце. Може ми тогаш најлесно разбираме. Сакам нешто од се срце. Те сакам од се срце. Охо. Ja, од се срце значи со сета волја, со сиот кеф, со сите емоции, некако тоа се, јас таму сум на вистина и на вистина го сакам тоа и на вистина го мислам тоа. Значи за тоа зборуваме. Тоа место, тоа во нас, каде тоа се случува. И таму сака Бог да влезе. И тој таму сака да прави една револуција. Една револуција. Значи тој, ако ја читаш Библијата, Светото писмо, ќе видиш, Бог ветува да даде ново срце. Ново срце. Пумпата понекогаш кај некои луѓе мора да се обнови. Кога веќе нема бајпаси, стендови, тогаш нова пумпа, окей? Старата беше расипана. Ново срце, значи, она старото нешто не чини. Ja? Старото не чини. Здраво, добра вечер, слободно, сите места се окей. Значи, старото не чини, Бог ветува ново срце. Тој ветува да во тебе тој да отвори или да даде еден извор на жива вода кој ќе те освежи. Ќе ти даде волја да живееш, охрабрување, утеха, надеж, радост. И тој ветува дека ќе даде мир во срцето. Ама тој сака да биде Бог во твоето срце. Значи Бог не сака да виси некаде над зидот, туку сака да биде жив Бог, Господар во твоето срце. И можеме да кажеме од овој текст, од овој стих, дека некој, и тој некој е самиот Исус Христос, се интересира доволно јако за тебе лично, што сака да дојде во центарот на твојот живот, кај вистинскиот ти, не оној за јавноста ти, ja, за на работа ти, туку тој вистинскиот, најискрениот ти, таму сака да дојде и да биде за секогаш со тебе. Тој да знае се за тебе, да го гледа реалниот Алекс, например, реалниот, не шминкан, не пред луѓето насмејан, туку не расположен, нервиран и не знам што, кај тој вистинскиот Алекс во центарот на животот сака Бог да дојде и да биде со мене, со тебе за секогаш. Има уште... Чекај. Тука апостолот Павле кажува нешто што нему му се случи. Во неговото срце и срцето на негови другари. Тој вели, зашто Бог кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исус Христос. Павле знаеше многу сложени реченици да прави, окей? Значи, што сака да каже? Во нашите срца беше се темнина.
Ама Павле беше многу религиозен човек. Многу предан, религиозен фарисеец, една најстрогата група во еврејската вера. Многу религиозен. Ама според ова изјава, рече, во мене беше темно. И како што Бог во создавањето на светот рече, нека има светлина, така рече во мојот живот. Во темнината на моето срце засвети светлина. А што сака да каже? Со други зборови, ние свативме кој во суштина е Исус Христос. И кога му дадовме, и тоа го свативме во нашите срца и го примивме да влезе во нас, нешто не осветли. И од тогаш го познаваме Бог, го познаваме Исус Христос и тоа е нешто славно. Не е нешто досадно, се па исто, туку нешто славно. Значи, тоа му се случи на Павле и на негови другари. Тој зборува во множина, нели? И такво нешто може и кај нас да се случи. И мора да се случи, ако се нема случено. Значи, ќе одиме сега на еден начин како може тоа да се случи, нели? Тоа е прашањето. Како влегува Бог, каков е Божиот пат во твоето, во моето срце. И во историјата имаше еден таков пат и ќе го читаме сега овај еден текст од Евангелието според Матеј. И во тоа што ќе го читаме, ќе гледаме некои принципи кои се важни за да може Бог да дојде во нашите срца. Во тие дни, кога беше тоа, се знае од прилика, во тие дни пред тоа читавме Исус живееше, порасна во Назарет, северна Израел денес, северен Израел, и кога Исус уште живееше таму, веќе беше возрасен маж, и сега во тие дни дојде Јован Крстител. Ние знаеме од прилика, тоа беше 27 година после Христовото раѓање. Дојде Јован Крстител и проповедаше во јудејската пустина. Значи, Јован држеше предавања, ама во пустината покрај реката Јордан. И неговата порака беше, покајте се, зашто се приближи царството на небесата. Зашто тој е оној за кого пророкот Исаја рече, гласот на оној кој вика во пустината, пригответе го патот на Господа, направете ги прави неговите патеки. А самиот Јован имаше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабините. А неговата храна беа скакулци и див мед. Ова не е дел од тој пат за нас, окей? Кој сака може да проба, ама тоа беше на Јован диетата, окей? Да не мислим. Тогаш излегуваа кон него Ерусалим, цела Јудеја и цела околина на Јорданот, и тој ги крштаваше во реката Јордан, а тие ги исповедуваа своите гревови. Значи, Јован Крстителот и неговата порака. Јован Крстителот беше историска личност. Тој не е некоја измислица, дел од некоја бајка. Јован после беше уапсен и беше во затвор. И според изјавите на еден историчар од тоа време, Јосефус Флавиус, од првиот век, тој тука во Махерус, тоа е денешна Јордан, источно од Мртвото море. Кралот Ирод имаше тука една тврдина горе на овој рид, и таму имаше и тврдина и некоја луксузна палата и вила, ама и затвори, и таму Јован Крстителот беше чуван и после и екзекутиран, обезглавен. Од кралот Ирод Антипа.
to беше син на Ирод Велики. Ирод Антипас, најме, дека се родил од прилика 20 година пред Христос и умрел од прилика 39 година после Христос во Јужна Франција, кај Пиренеите таму. Значи, сакам само да кажам, тоа не се некои бајки, измислици, туку историски личности за кои што имаме информации и надвор од Библијата. Ама сега да прашаме, која функција имаше Јован? Ние зборуваме нашиот пат, како може Бог да дојде во нашето срце, и тогаш Бог се обидуваше да дојде во срцето на луѓето, таму. И Јован беше еден кој беше приклучен во тој процес. Која улога имаше Јован? Тој беше од Господ испратен да ги подготви луѓето за по него да може да дојде самиот Бог и тие да го примат. И така често пати кажуваше. И некоја подготовка е потребно и кај нас. Ако ние треба да го примиме Господ, не Јован Крстителот, окей? Господ Исус. Ама Јован може да ни помогне, како и тогаш. Што вели тој? Тој рече, да видам дали, стина. Тој рече, покајте се. Покајување значи умот да си го смениш. Ja? Твојот став, твоето мислење, тука нешто мора да се смени. Зашто се приближи Царството на небесата? Значи, како се приближи Царството на небесата? Кралот на тоа царство, владетелот, е самиот Исус Христос. И тој дојде. И тој веќе стоеше делумно во толпата. И сакаше јавно сега да делува. Кралот на тоа царство дојде, една нова власт се најавува. И вие знаете, кога некоја нова гарнитура доаѓа на власт, на некои луѓе тоа не им е мило. Затоа што имат сгрешено, имат злоупотребувано, беа корумпирани. И ако новата влада ќе дојде, ќе мора да овие луѓе да ги казнат. Ja? Значи, наеднаш ветерот дува од другата страна и тоа треба да се знае, да се подготвиш. Во нашиот случај, бегај некаде. Пушти ги парите во странство, Швајцарија, не знам каде, бегај. Ja? Значи, да разбираме, дојде друга власт, ќе дојде друга власт. За некои луѓе значи тоа големи грижи и страв. Кај нас, политички гледано. А тогаш, кога Господ замисли, Господ ќе дојде и ќе владе. Што значи тоа за нас? Тоа беше аргументот. Ама, тој вели царството на небесата. Што значи? Тоа значи во небесата, тоа е во Божјата димензија небо, што се вели, има еден Бог. Бог Создателот, единствениот жив и вистински Бог, и тој таму владее и од таму тој управува со светот. Сега, не можам да предпоставувам дека сите ние веруваме дека тоа е така. Нели? Ама Јован рече така. Бог е во небото, Бог постои, небото, ние би рекле димензијата каде што постои Бог, и тој од таму владее. Ама тој сака еден ден да дојде и во овој свет видливо да владее. Преку еден човек, кој се вика Исус Христос. А тој не е само човек, туку самиот Бог. Како можеме да знаеме дека тој Бог и тоа Бог во небото е реален? Само најкратко сакам да кажам, Бог има оставено траги. Бог има оставено траги. Ми беше интересно, еден биолог, еволуцијски биолог од Германија, тој се вика професор доктор Siegfried Scherer,
тој кажува како тој како студент бил атеист во суштина и како дел од студиите мора да сецира, да сецкат, да расклопат животни, окей? И под микроскопот да ги истражуваат, да ги гледат различните органи и така натаму. И тој сега една обична жаба од некоја бара ја сецира. И она што го гледа низ микроскопот, вели тој, го гледам тоа, дали беа тоа артерии, не знам што, наеднаш му дошла мислата, ова што го гледаш не е само од овој свет. Тој е атеист. Ама таа кутрата расечена жаба уште му зборува. И Бог, тој после тврди, тука Бог ми покажа нешто. Бог почнува да ми се открие. И за него таа мисла беше почеток на еден пат и на крајот на патот тој стана верник во Исус Христос. И како верник во Исус има кариера како биолог кој се занимава со еволуцијата. Сега тој не верува дека се има развиено случајно. Тој во своите истражувања кажува каде може нешто случајно да биде, програмирано случајно, а каде се границите на тоа, и тој верува дека конечно Бог создал се. И вели, Бог оставил траги. Чекај, каде ми е ова сега? Еве, жабата. Се извинувам, не ви ја покажам. Ja? И сега Сигфрид Шера вели, ако ти некогаш во природата, едно животно, едно растение, ќе гледаш нешто што те фасцинира и се велиш, мај, колку е тоа убаво, колку е тоа сложено. Тој денес тврди, сега Бог ти се открива. Ти ги гледаш Божите траги и Бог ти зборува дека тој постои. Сега морам тука од телефонот, дека заборавив една страница да испечатам. Се извинувам што чепкам по телефонот додека стојам тука пред вас. Okay. Божите траги, тоа сме ние самите. И тоа се сите созданија кои Бог ги создаде. И тоа е историјата. Бог се има откриено и има оставено траги во нашата човечка историја. Светото писмо, тоа не е само трага, тоа е многу јасно зборување на Бог. И конечно самиот Исус Христос. Ние можеме да знаеме дека Бог постои и не само тоа, туку Бог можеме лично да го запознаеме. Рековме преге, Бог сака лично да дојде во центарот на нашето битие, во нашето срце и да се дружи, да има заедништво. Да ни се открие, да ни сподели и ние да му зборуваме. Океј. Одиме понатаму. Пораката на Јован беше ова. Покајте се, бидејќи се приближи Царството на небесата, пригответе го патот на Господа, направете ги прави неговите патеки. Значи, тој зборува за тоа дека се приближи самиот цар на Царството на небесата. Ама тука зборува за некој пат. Пригответе го патот на Господа. Каде сака да оди Господ? Каков пат е ова? Вие веќе знаете, од тоа доаѓа нашата тема. Господ веќе беше дојден. Исус Христос се роди од прилика 28 години пред ова. 28 години Бог веќе беше станат човек и живееше непознат помеѓу нас. Тој веќе дојде. Ама каде уште сака да оди? Ако веќе дојден, каде сака да оди? И знаете, на некој начин, ако размислуваме за нашата ситуација, ние сме пораснати во
hristijanska kultura. Ние сме християни. Пораѓање. Може би не пораѓање, ама после некој ден не направија християни. Станавме християни. Така мислиме. Веќе векови, со векови, славиме Божик. И велиме, Христос се роди. Навистина се роди. И веќе со векови славиме Велик ден. Христос воскресе. Навистина воскресе. Векови веќе стануваме христијани со тоа што како мало бебе некој не крштева. Некој не стави во вода или стави вода на нас и така толку долго време ние стануваме христијани на тој начин. Ja. Ова е интересен еден релиеф од слонова коска која покажува крштавањето на првиот франкски крал Кловис или Клодвиг или Хлодовех, ja, од прилика околу 500-та година после Христос. Тој тогаш прифати да биде крстен. Најлево може би е неговата сопруга, Хротехилде се викаше таа била веќе христијанка, окей? А тој после стана и тука христијанин, гледа, тој веќе има брада и се, значи како зрел маж го крстат. И знаете, од тоа време сите франки се крстеа, стана христијани. Во вода, фрап, водата, ти во водата, водата маце на тебе, сега се христијани. И ние, во Германија, западна Европа, од тогаш се крштева децата и како начин, како можеме ефикасно и масовно да ги правиме луѓето во христијани. Значи, Бог е присутен. Масовно стануваме христијани. Никој нема шанса како бебе да не стане христијани, нели? По автоматизам. Значи, многу сме паметни, најдовме начин како можат сите да станат христијани, без сомнежи. Крштевање и после ќе го учиш како да се прекрсти и готово. Христијанинот е направен. Фабрики на христијани. Се извинувам, малце се шегувам тука. Ама, Господ е тука. Веќе векови ние стануваме христијани. И кажуваме дадени работи. Закачуваме религиозни слики на зидот или на огледалото на колата. Господ веќе е тука. Каде сака уште да оди? Зошто имаме тука едно предавање? Господ е веќе тука. Само Господ се уште не е таму каде што сака да биде. Тоа е во твоето срце. Вода беше на твојата кожа, или ти беше во водата, кратко. Ja? Религиозните слики се во твојот живот, некаде закачени, може би околу вратот, кој знае. Ама со тоа Бог се уште не е во твоето срце. И знаете, јас, откако поверував во Исус, сватив дека ова Европа никогаш не беше навистина обратена кон Исус, во смисла Исус дојде во нашите срца, туку сите станавме христијанизирани со едни формални постапки. Крштевање и после има уште една друга постапка, знаеш. Американците велат hatched, matched, dispatched. 3 пати христијанинот се јавува во животот во црквата. Hatched се користи кога излегуваат јајцето. Значи, кога се роди, станува крстен. Matched, кога ќе се венча. Dispatched, значи кога ќе го погребат. Океј? И тоа е кариерата на христијанинот. Само што не е така. Бог не е во срцето.
Isus Hristos ne je vo srcetu. I to je tamo saka da dojde. To je saka da dojde vo tvoje srce i saka tamo da pravi revolucija od vnatre. To je ne bara nadvorešna religija, religiozni dviženja na rakata i najvažno to prašanje da li so 3 ili so 5 vrsti. Ja? Vi gledate tukaj nosam en flaster, bev najdna mala operacija i dodeka bi vlegnat na stolčeto i pokrijen se ova i gore to vakar doktor odraboteše na mene, zboruvav me za verata vo Isus. I to mi veli, ame za vremena Jugoslavije jaz porasnav jedna generacija kada še ušte imaže vrednosti i dadeni raboti, to je danes totalno izgubeno i togaž možeš da si bide hristijanin, a danes ljudje to ne ni znat kako da se prekrstat. Znači to i jaz tamo ležam u toj raboti na mene i go slušam kautero i jaz sem uzboruvav deka to uopšto ne je suštinsko to. Zašto dojde Isus Hristos u ovaj svet? Zašto umre toj? Za nije da znajme da se krstim, ja nemam pojem, se izvinuvam. Zato da go naučime, so 3 ili so 5, zato da dojde Bog i stana čovek. I da zakačime mali sliki ili golemi sliki. Ja. I 2 pati godišnjo da velime Hristos se rodi, Hristos voskresna. Ne, uopšto ne. Bog saka da ti zboruva i saka da bide slušan vo tvoje srce. I to je saka ti vo tvoje srce da imaš doverba vo ona što veli toj. Tukaj sam, znači, ok. Eve, tukaj imame nešto što Bog saka da ni kaže. Danes, ako go čujete, njegoviot glas, ne zakoruvajte gi vašite srca. Bog koga zboruva, toj saka da prodre se do tvoje srce. Ne samo v od nešto se soglasuvaš, da, tuku na vistinu da stigne vo centrot na tvoje to bitje. I pred izvikot je da ne go zakoraviš tvoje srce. Da ne veliš, ne, hvala, nemam vreme, ne sakam to da go slušam, da praviš kako korupka, kako nešto tvrdo. Tuku da go slušaš bez protivenje. Deka Bog ti zboruva. Se razbira, pre to mora da se reši prašanje to da li vo svetoto pismo Bog ti zboruva. Ima za to vreme, ima za to muabet, argumenti, pomož. Ja. A konečno, koga go slušaš Božjo glas, vnimavaj kako tvoje srce reagira na to. I vidi ova, što saka Bog da pravi. Ova je od Jovanovo to evangelije i to je u suštino objasnuva zašto ljudi to ne veruva, toliko golem del od evrejite togaš, ne veruva vo Isus. I citira jedan prorok od staro vreme i to je veli im gi zaslepi očite, im gi skameni srcata, za da ne gledat so očite, za da ne razbirat so srce to i za da ne se obratat i da ne gi izlečam. Znači, tukaj za žal slušame kako ono što saka Bog ne se sluči. Možeme pozitivno da go gledamo. Bog ima namjera da gledame so očite. Znači, život od na Isus beše polno so čudesa. I to može ljudje to da go gledat. Ja sam rekao vprege, Bog ima ostaveno tragi, koje možeme da gi gledame so našite oči. Imame sveto pismo, koje možeme da čitame so našite oči. I što treba to da pravi so nas? Da razbirame po srce to. Znajte, Bog ne se interesira da li kje se prekrstiš ti i so koliko prsti. Kakvi sliki kačiš ti nad zidot. To uopšto nema vrska.
što se slučuva vo tvojeto srce, vo centar na tvojeto bitje. Ti gledaš, dobivaš informacije i da li razbiraš vo srce to. I ako razbiraš vo srce to, što će se sluči? Kje se obratiš, kje se svrtiš kon Isus i toj kje te izleči. Isceluvanje, proška na grevovite, nov život, jedna revolucija vnatre vo tebe, jedno isceluvanje. Evo tukaj imam rana, сега se isceluva. Nek mi izvadova umnik, se isceluva. Ama cel život mora, našio cel život mora da se isceli. I to saka Bog da go pravi. Znajte, nemojte da mi kažete дека ние битолчани сме супер луѓе и толку сме ние добри, што целиот свет сака кај нас да живее. Не, бегаме. Зошто? Самите знаеме дека не чиниме. Јас сум германец, немам јас право да ви го кажам, ама самите битолчани ми кажуваат, затоа. Окей? Ама и германците не чинат, да знаете. Јас знам. Значи не чиниме, а дали има надеж јас да се сменам, некој од нас да стане поинаков. Мојата расипаност, мојата валка на расипаност, мојата алчност, моето зло внатре во мене, дали тоа може некако да се исцели? Мојот егоизам, не знам што се, моите трауми, моите, како се вика, тој збор секогаш, не трауми, туку комплекси и сето тоа што е расипано во мене. Бог може да го исцели. И тоа сака тој да прави, само затоа тој мора да влезе во твоето срце. Ако останува сето тоа на површина, ништо нема да се случи. Туку само некоја глума, која може би привремено ќе си спремен, ќе си способен да глумиш нешто, а после пак старото, што е во нас, во мене, во тебе, пак ќе излезе. Значи, тоа сака Бог да го прави. И затоа беше дојден Јован Крстителот да ги подготви луѓето да бидат спремни тоа да се случи. Рековме веќе, пораката беше сериозна, кога ќе дојде Бог на власт, тогаш ќе има и судење на сите неправедности. И тогаш е прашање дали, кога сите гревови, сите неправедности ќе бидат судени. Еден ден секој од нас ќе се соочи со Бог самиот. И ќе има судење. И ќе се гледат мислите, зборовите и делата. Дали тоа можеме мирно да го чекаме, да велим јасно, ич не се плаша. Кога Јован тоа сериозно им когашуваше на луѓето, тие го сватија тоа сериозно. Значи, аргументите на Јован, како ќе ни помогне да сме спремни, еве првиот аргумент дојде, Божјото царство блиску, тоа значи ќе има судење. И второто е, овој текст се уште го немаме читано, ама значи само продолжува, таму кај Јован дојдова и многу фарисеи и садукеи, и тој им вели, породи змиски, кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа. Јован рече, доаѓа Божиот гнев. Знаете како мисли Бог за сето тоа ние луѓето што го правиме ова на земјата? Во однос на Бог, во однос еден на друг? Како реагира Бог на тоа? Бог е гневен. Знаете, ние кога сме сведок на некоја голема неправда, и ние реагираме гневно. И тоа не мора да биде лошо. Тоа е знак дека имаме едно чувство за праведност и за тоа што треба и што не треба. А Бог е совршено добар
i той се гневи од сето зло што ние го правиме. И ќе дојде време кога доаѓа неговиот гнев. Кога тоа ќе се пушти. Ja, како од некоја брана се собира вода и после браната се руши и сета таа вода ќе дојде и ќе делува. Значи Јован зборува за Божиот гнев што доаѓа. После 10 стих тој вели помене ќе дојде, чекај дали не прескокнав нешто. Аха. Не. 10 стих, секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Оган. Се бара добри плодови. Ако не даваш добар плод, ние знаеме, некој тука имаме што одгледуваат јаболко. Ja? Ако некоја јаболкница не дава ништо цело време, само ти го зема местото или со некоја болест ќе ги зарази и другите, фуп, ќе ја сечиш. Ќе си топлиш на неја, ама ќе ја сечиш и ќе ја изгориш. Така е со нас луѓето. Божиот суд се опишува со оган. Еве Јован вели, јас ве крштавам во вода за покаяние. Фала многу ми текна дека јас треба да го исклучам ова. Значи, јас ве крштавам во вода за покаяние, но оној кој доаѓа по мене е посилен од мене, кому јас не сум достоен да му ги понесам обувките, тој ќе ве крсти во светиот дух и оган. Тука се најавува Исус. И овој последниот стих долу значи тој или ќе ти биде тебе спасител или судија. Оганот зборува за Божиот суд. Уште еднаш опишува. Лопатата е во неговата рака, значи зборува за земјоделски услови, и ќе го очисти своето гумно и ќе го собере своето жито во житницата, а плевата ќе ја изгори со неизгорлив оган. Чи Јован Крстителот не остави сомнеш. Кога ќе дојде Бог, тој ќе суди. Знаете, ние сите се мачиме со неправдата. Сите се мачиме со тоа што никој во една битола не го спроведува законот. Никој. Во сообраќајот, знаете, јас возам велосипед. Јас понекогаш, еден правец, кога стигнав од Брусничка населба до центарот, имам зад себе 3 обиди да ме убијат. И многу сум расположен понекогаш. Векаш, а никој не го спроведува законот. Се велам да беа полицајци тука, само да кружи низ градот и да казни лево-десно, сваќаш. Кефој, пари. Зошто не се прави тоа? Никој не го спроведува законот. И луѓето страдат. Мајките не можат да одат на тротвар за децата. Паркирани коли, насекаде. Зарем немаме закони? Ово му е гајле за законите. Ама кога Бог ќе дојде, тогаш ќе се спроведе Божиото право. И тоа е добро. Само ако јас сум еден од тие што сгрешија, мене ме чека Божиот суд, оганот. Божиот суд доаѓа и Јован тоа го кажува многу јасно. И сега, зошто беше тоа толку важно, Јован толку да ги плаши кутрите луѓе? Тоа е многу важно, затоа што ние треба да сватиме дека имаме сериозен проблем. Сериозен проблем. Знаете, понекогаш сме вакви. Не гледам никаков проблем. Јасно. Тоа е нашата состојба, кога живееме така според своето сваќање,
Problemite se kaj drugite, jaz nemam nikakav problem, kaj mene ne gleda nikakav problem. Jasno da, zato što smo takvi ovci. Ne samo ovci, tuku ovci so kofa razglavata. Ja? I treba nekoj da ni gi otvori očite. I da ni kaže kako je na vistina. I to беше задачата на Јован Крстител, а тоа мора и кај нас да се случи. Таа функција, Јован не е тука, ама тоа мора да се случи и кај нас. Знаете, јас тука, ви го кажам ова, имав една мала рана која 2 години веќе не се излечи. Секогаш крвараше малце. Додека не отидов кај доктор Анета. Океј? Анета, дерматологот. Анета има еден многу јак микроскоп. Таа има така една, не знам што, ти го стави на главата и тука на екранот излегува зголемено како изгледа тоа. И Анета рече ова, ќе одиш кај доктор Вршко и тој треба да ти го отстрани ова. Ja, ми го отстранија и го однесов во патологијата во болницата. Ja. После една неделя добивам диагноза. Карцинома базеоцелуларе. Еви тука имаме студент по медицина, знае што значи ова. Карцином. Јас имав карцином, луѓе. Отстране тоа е, окей. Ама тоа е не толку сериозно, мало се отстрани. Ама добив диагноза и сум среќен што отидов и го отстранив. Ja? И така, ако слушаме и сериозно, доверливо слушаме, имам сериозен проблем, тогаш немам ни проблем да барам помош. Ако ga мислам се е окей, не гледам никаков проблем, не барам помош. Не ми треба доктор, или во духовното кажано, не ми треба спасител, не ми треба мене прошка, јас сум окей, Господ е кај мене, сликите се над зидот, и тука и во колата, со 3 прсти знам, и тоа. Ja? И на тој начин ние се лажиме самите, и мора да има некој кој ни го даде таа сериозна диагноза. Јован вели треба луѓе да правите пресврт. Пресвртот почнува во умот. Покај се, значи тука умствено мора да се смени нешто. И луѓето тогаш како реагира, тие реагираа со тоа што навистина во срцето прифатија и тогаш тие се крстија во реката Јордан. Како знак дека тоа се бараше тогаш од нив. Ja? Од нас тоа не се бара денес. Ама важно е ние да го сватиме тоа. Значи, Јован рече, луѓе треба сериозно да сватите што ќе се случи. И кралот на тоа кралство, на тоа царство веќе е дојден. Исус веќе беше во толпата. И така ние, Јован, тоа што нам денес треба да ни се случи, треба да почнеме да го сватиме Бог сериозно. Знаете, верата во Исус, христијанството, не е некоја религија за стари баби и мали деца. Воопшто не. Треба Бог да го сватиме сериозно и треба ние да станеме реални, да не одиме низ животот вака. Туку реални да станеме, искрени. Кога Бог ни зборува, да не се браниме, да не продолжуваме самите да се излажиме себе си. Треба да се прашаме каква е мојата состојба кога Бог ќе гледа од блиску. Како доктор Анета со тој микроскоп нејзин. Ja? Кога Бог ме гледа на тој начин, дали ќе сум навистина толку супер колку што мислам? Не, треба да признавам дека јас сум грешник. И ти си грешник. Ти имаш мислено лоши работи, имаш зборувано лоши работи и имаш
направено работи кој не се Божја волја. И или, сега изборот, или ќе дозволиш Бог да влезе во твоето срце, да ти зборува во срцето и да го примиш во твоето срце. И тој тогаш ќе го реши сето тоа. Тој вети, нели, ќе ги исцелам, ќе ги излечам, ќе ги прости гревовите и ќе направи ново создание во твоето срце. И од еден нов живот, ново создание излегува ново живење. Луѓето се крстија и сега, дали Бог сега беше во нивните срца, кога излегува од реката Јордан? Не беше. Затоа што тоа беше само подготвување. Ама тие луѓе стана искрени и реални и покажаа, ние сме спремни да се покаеме. И сме спремни да го пречекаме оној кој ќе дојде после Јован. Тој вели, еден доаѓа по мене, рече Јован. Кога го читавме веќе, тој ќе ве крсти во Светиот Дух и оган. Ова исто така Јован го рече за Исус. Утре ден, некој ден беше тоа, Јован го виде Исус како доаѓа при него и рече, еве го Божјото јагне кој ги зема гревовите на светот. Знаете, Јован ги обвинува луѓето, вие сте грешници. Тој им дава диагноза. Јован беше МРТ. Тој беше рентген. Не разбирате? Тој ја покажа состојбата. Ама рентгенот не те исцелува. МРТ не те исцелува. МРТ само ја покажува состојбата. Патологијата ми кажа што имам, ама не ме исцели. По него дојде Спасителот, тој што сака да не исцели. И Јован вели, еве го Божјото јагне, твоите гревови за кои што те обвинував, тој ги зеде веќе. Замисли, твојата расипаност, твојот грев, твојата вина пред Бог, на некој начин тој проблем е веќе решен пред 2000 години на еден крст, каде што Исус беше распнат. Тој е Божјото јагне и веќе ги зеде гревовите. Можеме да му сме благодарни на Јован што и тоа ни го кажа. Како доаѓа Бог во твоето срце? Не вака. Океј? Со крштевање не. Ти во вода не. Вода врз тебе не. Колку пати и да се прави тоа. Не постојат кратенки, масовно производство на христијани. Такво нешто не постои. Нема формула. Кажува ја ова реченица и ќе биде. Исус сака да дојде во твоето срце како твојот Господар, кој го води твојот живот. И ти мораш тоа да го сакаш. Иначе нема да дојде. Се е на твоја страна. Ти ја имаш контрола. Тој чука и сака да влезе. Ти одлучуваш дали ќе му отвориш или не. Само би било многу трагично ако не му отвориш. Значи, Исус сака да дојде, ама ти мораш да сакаш. Нема автоматизам, нема некоја шема X. Не, ти мораш да сакаш. Исус сака да дојде како твој спасител. Тој сака сите гревови да ги прости. И тој тоа го ветува. И најлошите, замисли, најлошите, ако такви постојат, најлоши. Тој е спремен да ги прости. Тој сака да ти даде нов живот, ново создание во тебе, револуција во срцето. Ама ти треба да признаеш дека си виновен и дека ти треба спасение. Ти мораш тоа да го сватиш и да го признаеш. И тоа не пред други луѓе, само пред тебе и Исус, лично. Ja? Не ти треба свештено лице, не ти треба некој стручњак, специјалист, не знам кој.
Ti i Isus. Moraš da go sakaš da go imaš Isus i da mu go kažeš toa. Toa treba. I togaš moraš da mu veruvaš vo tvoето srce. I da mu go kažeš toa со твојата уста. И тогаш ќе биде. Тој го ветува тоа. Уште еднаш, на крај, како ќе дојде Бог, како ќе дојде Исус Христос во твоето срце. Тој чука. Дури вечерава има чукнато. Ja. И сега нашата страна е да отвориме вратата. И тогаш тој ќе вели, јас ќе влезам при него. И ќе имам заедништво со него, за секогаш. Океј, сега сакам да ве поканам уште да се дружиме понатаму. Тука е готово од мојата страна. И сега, хвала на Богу.